Machine Lovers, јас сум JJ и може би се познаваме од моето претходно видео од серијалот Коли на продажба или од мојот подкаст. Линк во description. Во ова видео ќе се потрудам да ви ги одговорам сите прашања кои што можеби би ги поставиле на собственикот доколку сте заинтересирани да го купите ова возило. На крајот на ова видео ќе има информација колку чини и како може да се исконтактира собственикот. Ако купот од претходната епизода беше најбрзото мини, тогаш ова е најдобриот компромис од Купер што може да го поседувате. И тоа не во било која боја, туку во тиркизна, како она на каналот Road Machines. Ме питам, а да си го задржиме за службено? Спецификација на денешното возило: Mini Cooper SD, шасија број R56, година на производство 2012. Носи мотор со 4 цилиндри, 2000 кубици, 143 коњи и турбина. 6-степенски мануелен менувач. Ајде да видиме како забрзува овој автомобил. Одлично. Буквата Д од ознаката SD значи дека овој примерок го носи дизелскиот агрегат, сон на секој балканец. Денеска имаме поминато само 17 км, а понатаму во видеото ќе видите всушност колку целосно километри имаме поминато со ова возило. Тотално има поминато 169.339 км, купена е во 2019 од салон во Швајцарија, донесена е во Македонија со возење и за време на купувањето имала 157.000 км, што значи дека откако е донесена има поминато некаде над 12.000 км, што е многу малку за 5 години, а ќе дознаете и зошто. Оваа бројка многу малку ќе се зголемува поради фактот што ова возило не се вози секој ден. Како е одржува? Има направено промена на улје и на сите филтри пред 500 км. Вкупно за овие 12.000 км се направени 3 вакви промени, што кажува многу за собственикот. А на последниот сервис е променет и ладилникот за климата, надополнет и фреон, променете поради оштетување и за време на тој преглед немало потреба од ништо друго да се интервенира на ова возило. Повторно имаме автомобил со висока опременост. Грејење на ветробранско стакло, грејење на ретровизори, затемнување на ретровизори автоматско, имаме голема навигација, темпомат, гласовни команди, имаме клима, нормално, автоматска, ксенон светла, дигитална километража, кожен волан, кожен интериер, крем небо, и можеби најпосекуваната опција во интериерот, амбиенталното осветлување. Исто така има паркинг сензори напред и назад, нема задна камера, но сметам дека и нема потреба. Со големата навигација имаме Bluetooth, USB и AUX, можност за поврзување на телефонот преку USB и прикажување на Spotify или музиката која што ја слушаме. Fun fact: зошто брзирометарот се уште е во средина? Па уште од времето на првото мини тој е тактички поставен таму. Зошто? Заради тоа што многу лесно можете на лентата додека се произведува да произведувате автомобили со воланот од левата страна, но и од десната страна. Така добивате многу помало чинење на производство на овој автомобил. Од тука доаѓа и симетријата на шалтаблата. Овој модел е многу поразличен од обичен Купер, а она што го одвојува од Купер S е дизел агрегатот и различното знакче на задната врата на автомобилот. Покрај аеродинамиката од спортскиот модел Купер S ја има и спортската суспензија, спортското подвозје, големите сопирачки, спортскиот издув кој што е во средината на задниот браник. И за да се минимизира ефектот на нишање во кривини, овој модел исто така има и спортски антиролбар. Конкретно овој примерок има 16-инчни бандажи, ОЗ. Иако јас секогаш ги преферирам OEM бандажите, бидејќи сметам дека се period correct или му стојат најубаво на секој модел, сепак можам да разберам зошто овие бандажи се променети, бидејќи темно-сивата боја одлично одговара на калниците на овој автомобил, кои што се во црна пластика, и исто така одлично одговара на оваа прекрасна тиркизна боја.
која што нема шанси да не ја забележите. Бандажите се обвиени во Primacy 4 Michelin гуми, кои што се произведени во 2019 и иако некој можеби ќе ви спомне или ќе најдете на интернет дека гуми над 6 години и не е препорачливо да се возат. Но со оглед на тоа што ова возило е секојдневно гаражирано и е многу малку возено, сметам дека нема да имате никаков проблем со гумите и имате можност да ги возите уште 35.000 километри, а можеби и повеќе. Дури и тоа да ви смета лично, сметам дека тоа не треба да ви исплаши од купување на овој автомобил, бидејќи гумите се потрошен материјал и може да ги смените во било кој момент. Да не забораваме, сепак ова се премиум гуми. Каква е состојбата на ова возило? Моторот работи одлично, нема тропкање од суспензијата, нема некои чудни звуци, нема тресење на волан, нема тресење при кочење, нема луфта на воланот. Едноставно автомобилот е прав и одлично се чувствува. Пакучата за кочење е малку тапа, иако одлично кочи. Сметам дека следниот пат кога ќе се правите промена вие или собственикот на ова возило на масло, може да го смени и глицеринот. Глицерин кошта некаде околу 1000 денари да го купите од премиум бренд, но прави огромна разлика во чувството на тоа како автомобилот кочи. Глицеринот има точка на топење и со времето на користење точката на топење на глицеринот опаѓа, односно почнува да врие на многу пониска температура од што треба. Тоа е вистинскиот момент кога треба да тој да се промени. Во добар сервис, како што е сервисот Крстевски во Драчево, специализирани за Мини и BMW, може да направите проверка на глицеринот и да дознаете дали вашиот глицерин е подложен на промена или не. Каросеријски е во одлична состојба, при проверка со магнет не пронедов некаде кит или нешто да е поправено на автомобилот. На задниот браник има малце оштетување во однос на бојата, не е удрен. Има и напред на хаубата и има вдлабнување на една од вратите, мислам дека левата, но не е ништо страшно, треба ептен да се загледате за да го забележите. Автомобилот намерно не е поправен, не сака собственикот да го шминка возилото, нека остане тоа на следниот собственик да види дали сака да го поправи или не. Според ова што гледам нема потреба од полирање, одлично изгледа бојата на сонце. Внатре нема потреба од хемиско чистење, автомобилот е одржуван често, ценот светлата се одлични, ги имаме возено и навечер. И ако смеам да шпекулирам, мислам дека овие ламби се слични на оние кои што ги имам јас, одлично изгледаат навечер и мислам дека се Osram Nightbreaker. Ако тоа е навистина таа сјалица, тоа значи дека некој потрошил 350 евра за овие ламби. И е најблиско нешто што може да добиете до LED светло. Сите светла, вклучувајќи го и амбиенталното осветлување, работат одлично. Понекогаш нешто ситно ќе крцне, но не тропа ништо, ма чудни звуци од кабината, се во најдобар ред. Седиштата се одлично сочувани, нема некои видливо оштетувања на интериерот. Истите имаат и лумбална поддршка на двете седишта. Раконаслонот исто така функционира одлично, нема оштетувања. Задните седишта изгледаат како воопшто не се користени. Истите имаат и Isofix, за да може да ставите седиште за деца. Воланот е одлично сочуван, кожата е во одлична состојба, има некое мало оштетување тука доле и можеби многу малку се излитени овие копчиња тука, но со оглед на километражата тоа е нормално. Ако сте гледали други мини на оглас, ќе видите дека тоа е навистина честа појава на овој волан. Остатокот од копчињата во интериерот функционираат одлично, нема нешто што не работи. Прозорците функционираат одлично, автоматски се затвараат и нагоре и надоле. Дисплејот нема оштетување од пикселите, се функционира одлично, исто така и думињата за контрола на навигацијата исто така функционираат одлично. Има и дигитална сервисна книшка, ви покажува информации во однос на тоа кога треба следен пат да се сервисира и што. Имате електронски лимит кој што ѕвони во моментот кога ќе ја прекорачите брзината. Иако овој примерот го нема Harman Kardon пакетот, сепак има средно ниво на озвучување и тие работат во одличен ред. Нема некој да хрчи или некој да е ошти. Bluetooth-от и USB-то и AUX-от одлично функционираат и може да си ги гледате Spotify песните на дисплејот. А како вози? Како што на едно мини му доликува. Има инстантни реакции на воланот. Толку е прецизен што дури мислите дека вакви движења може да има само на некој цртан филм. Држи правец, стабилен, залепен за асфалтот. Овој агрегат од 2000 кубици со 143 конски сили е всушност и најголемиот агрегат кој што се поставува на оваа шасија на Мини. Тоа е најголемиот мотор со најмногу торк
Или на македонски со највисок вртежен момент од 305 Ньютон метри. Верувајте ми, тие се чувствуваат од седиштето. Токму оваа мерка е онаа мерка која што ги возбудува сите што ќе седнат да го возат овој автомобил. Што придонесува за овој автомобил да има спортски дух. Особено е потребно при претекнување, но и при забрзување во град. И Мини повторно со нивниот брилијантен E-Div успеваат и покрај оваа цифра, овој модел да нема торк стир, што е навистина за пофал. Мини, секоја чест. Ајде да го пробаме забрзувањето повторно. Вртежите до 5000 вртежи во минута. Навистина одличен автомобил. Кога ќе го запалите овој автомобил, јасно ви е дека не се работи за бензински агрегат. Но, бидејќи ова е премиум автомобил, ќе приметите како тоа е успешно прикриено. Доволно сте изолирани од оно што се случува надвор од автомобилот, што придонесува да се чувствувате луксузно, особено додека се возите на автобат, но сепак пропушта доволно звук за да ја чувствувате мокноста на автомобилот. Да се разбереме, дизелите на BMW никогаш не звучеле лошо. Не мора да правите прекршок за да се забавувате. Едноставно моќен е, особено во ниските обртаи, и е вистинско уживање да го возите овој автомобил. Ретро е главната карактеристика на дизајнот на овој автомобил. Од тастерите во внатрешноста до хромираните делови во надворешноста, навистина е погодена целта и е задржан перфектниот баланс помеѓу модерното и старото. Мини во тој период се навистина многу добри во тоа и газат по средина на таа линија. Изгледот е многу фенси и навистина е моден додаток. Како некоја скапа чанта што одговара со било која комбинација, како некоја кожна пилотска јакна која што изгледа фантастично, е функционална и коматна. Се работи за практичен градски автомобил, многу лесно се паркира, како што спомнав нема камера, но има сензори и не мислам дека таа е потребна. Може да сместите до 4 возрастни, удобно на кратки релации, но и на подолги, онаму каде што нема потреба од многу багаж. Багажникот со дигнати седишта има 160 литри запремнина, но со спуштени има 680 и се во правилна форма. Па токму поради тоа може да ставите и машина за перење позади доколку имате лош ден. Има неколку забелешки. Конкретно на предното стакло има неколку дупки од камчиња кои што не се длабоки и не се работи за пукнатини. Можам да разберам зошто собственикот ја нема сменето. Јас во минатото сум имал можност да поседувам автомобил со сменето ветробранско стакло и имав доста проблеми. Don't fix what's not broken. Јас ова не би го променил. Не се работи за нешто што би се проширило. Верувам дека во Македонија има специјалисти кои што можат ова да го поправат за да можете померно да спиете. Папучата за квачилото е на нормална висина и не е крута. Напротив е мека, што значи дека има доволно живот останато во сетот за ламела. Но морам исто така да напоменам дека има некоја мало тресење при тргнување на мали брзини. Тоа значи дека првите собственици често ја одмарале левата нога на квачилото, наместо на местото за одмарање. Нека ви биде поука ова, за да не ви се случи и на вас. Јас верувам дека во оваа ламела сигурно има останато од 30.000 па може и до 100.000 километри и не треба тоа да ве загрижува. Секако, и собственичката и јас ве охрабруваме да го однесете на проверка на официјален сервис или на сервис по ваша желба. Но ајде да збориме и за предностите. Секаде каде што ќе видите оваа навигација, тоа е позитивна вест. Зошто? Заради тоа што за 250-350 евра може да ја надградите и да добиете Apple CarPlay или Android Auto и при тоа да го донесете на модерност од новите автомобили. Има мала потрошувачка, нуди огромна забава што ја чувствувате низ рацете на воланот. Фактот дека има тркало на секој ќош прави меѓуоскиното растојание да е еднакво на должината на автомобилот. Па оттука доаѓаат и спортските негови карактеристики. Истите се предвесник за огромни насмевки. Возилото спие низ кривините и секогаш знаете точно каде се наоѓа на асфалтот. Со системите за безбедност кои што ги поседува, навистина лесно се управува и ви дозволува да експериментирате и да станете подобар возач. Секако на тоа додава и 6-степенскиот мануелен менувач, кој што навистина во иднина ќе ја држи цената на чинење на овој автомобил на високо ниво. Тука се и Мишелин гумите и фактот дека е направено сервис пред 1000 км, што значи дека во следните 9000 км нема да имате проблем и нема да имате трошоци. Поради ретро дизајнот, навистина овој автомобил одвнатре се чувствува како да е стакларник. Реткост е колку е прегледан. Поради тоа што столбовите напред, во средина и позади се високо поставени,
вие практично и да немате агол под кој што нема да видите пешак. Тоа го прави особено безбеден и затоа е избор на многу почетници во сообраќајот. Сето тоа е реткост во споредба со возилата кои што се продаваат на пазарот. Исто така има многу ретка опција. Иако се чувствува спортската нота, сепак е една секунда поспор од Купер S-от. Но на кого тоа му е важно кога троши колку запалка? Комбинираната потрошувачка му се движи измеѓу 5 и 6 литри, што го прави вистински херој на Балканот. На автопат, доколку возите без клима во есен и во зима, потрошувачката може да падне под 5 литри, а во град, во зависност од тоа колку ви е удобна обувката, може да се движи некаде помеѓу 6,5 и 7,5 литри. Со 40 литри резервоар, во идеални услови, може да помине некаде околу 700 км, но тоа е доколку не се плашите да го возите на резерва. Јас не го практикувам тоа и резервата секогаш е од тука само за не дај Боже. Роуд-трипот заврши. 169.157 км поминати, 328 км откако ја имаме земено, 161 км останато во резервоарот, тоа е бидејќи не беше целосно полн резервоарот. Потрошната е 6,3, бидејќи цело време беше возена во спорт, особено пред снимањето на ова видео. Вистина, одлична потрошувачка. Кога не ја возевме на спорт мод, трошеше 4,3 без клима, 5,1 со клима и верувам дека со нормално возење на автопат со полн резервоар сигурно може да помине над 750 км. Ова што гледате пред нас е Car Vertical Report, односно извештај за нашето возило. Тука може да видите дали било некогаш крадено, дали има проблеми со легалниот статус на возилото, дали има некакви оштетувања, што во нашиот случај нема, и дали бил во некакви поплави или слично. Јас не сум во никаква релација со Car Vertical и овој извештај е платен од мојот джеп. Јас го правам ова за вас, за да не мора да го правите вие. Од страна на таткото на собственичката, кога е купен овој автомобил во Шведска, е довозен до Македонија преку Германија и на отобан е постигната и неговата максимална брзина од 220 км на час. Од 0 до 100 развива за некаде околу 8 секунди. Тоа навистина не се големи цифри, но кога задникот ви е на 10 см од асфалтот, се чувствува многу поразлично и побрзо. И да не заборавиме, независно од тоа кој автомобил ќе го одберете, дали овој брз или некој друг, секогаш треба да бидете одговорни во сообраќајот. Ве молам, внимавајте. Моето мислење е дека овој модел се чувствува како поспортски од Купер S, поради начинот на кој што се вклопени брзините со високиот вртежен момент на моторот. Силата на моторот е брутално добра и неговата способност се докажува во средина на вртежите. Претекнувањето е нешто што мора сами да го доживеете, за да ја осетите способноста на овој автомобил за напад. Идејата е да биде забавен и брз, но да троши како Купер D. Едноставно силата му е поупотреблива од семафор до семафор. Затоа е одлична опција за во град. И после секое возење нема да ви биде криво да го прогледате мерачот за гориво и да жалите зошто до најблиската продавница не сте заминале пешки. Во последните 3 години ретко се користи овој автомобил, бидејќи фамилијата на собственичката се прошири за уште едно детенце. Иако се чекало малку да пораснат, за да можат полесно сами да влегуваат на задните седишта, на нејзина огромна жалост, овој автомобил се продава поради заминување во странство. На пазарот успеав да најдам уште еден мини Купер SD, црн со црвено, кој што е 1500 евра поскап, но има малку повеќе километри, Harman Kardon озвучување и оригиналните бандажи. Па затоа почетната цена од 10.500 евра за овој автомобил мислам дека е фер. Особено земајќи го предвид уникатната боја која што нема да ве остави рамнодушни. Не постои човек што нема да се сврти по овој автомобил. Па затоа кога погрешка ми се избриша целосното видео што веќе беше снимено со овој автомобил, да, веќе имаме поминато 500 км со овој автомобил пред денешното снимање. Иако ми беше жал, се радував поради фактот што повторно ќе го возам и повторно ќе ме загледуваат на улица. Навистина е шармантен. Бевме вистински хит низ Девармаало кога поминавме вчера вечерта. Возилото е регистрирано, гаражирано и останува на вас само да наточите дизел и да го планирате следното патување. Овој автомобил ќе го добиете перен, а во меѓувреме ќе се одржува и вози од фантастичен шофер. Поздрав до Ива! И доколку сакате да стапите во контакт и сте заинтересирани за овој автомобил, можете слободно да ми пишете на Instagram, TikTok во DMs или на имејлот во description под ова видео. Јас ќе ве побрзам. Се надевам дека уживавте во ова видео. И доколку не сакате да пропуштите некои од следните автомобили, одлични спортски ентузијастични, кои што ќе ги возам на овој канал, направете subscribe, а доколку вие лично не сте заинтересиран за ова возило, а знаете некој кој што е, тогаш направете share и не заборавајте да ставите лайк. До следното видување. Поздрав! Добро!
Крај. Чао! Сега го не снимало.